Беше тоа на 1 март 1875 година, кога во Охрид е роден Кирил Григоров Прличев, син на Григор Ставрев Прличев и Анастасија Узунова, македонски револуционер, општественик, учител, книжевник, журналист и деец на ВМРО. Учесник е во Илинденското востание во четата на Христо Чернопеев, бидејќи едно време бил протугеровист. Во 1931 година, под притисок на Иван Михајлов, се откажал од политичката активност во редовите на организацијата. За време на Втората светска војна бил директор на музеот во Охрид. Умре во Охрид на 9 февруари 1944 година. На 1 март 1899 година во селото Тресонче, Гостиварско, е роден Димитар Пандилов Аврамовски Зографски, македонски сликар. Академија завршил во Софија во 1924 година. Известно време бил на постдипломски студии во Париз, Франција. Во почетокот сликал под влијание на својот професор Маринов. Претежно работел мртва природа во акварел. Познати му се неговите циклуси, жетви, железнички станици, вагони, збегови и други. Самостојно излагал во Франција, во Бугарија и во Скопје. Умре во Скопје од последиците на катастрофалниот земјотрес на 26 јули 1963 година. Беше тоа на 1 март 1905 година, кога во близина на селото Смол, Гевгелиско, во тешка борба со турскиот аскер, загинува македонскиот револуционер и гевгелиски војвода Сава Михајлов Савата. Во 1895 година станува член на МОРО и учителствувал во Кавадарци. Како учител и револуционер дејствувал во село Ракита, Калјарско, Неготино, Гевгелија и Горна Џумаја, каде станува реонски раководител. Во 1901 година се приклучува кон четата на Јане Сандански и Христо Чернопеев, со која учествува во аферата со ограбувањето на мисионерката Мис Стон. За време на Илинденското востание е реонски началник во Гевгелиско и командувал со поголем востанички одред, извршувајќи неколку диверзантски акции по железничката линија Солун-Скопје. По востанието за кратко време се повлекол во Бугарија. На 1 март 1905 година, заедно со четите на апостол војвода, биле предадени од овчари Арнаути. По неколку часовниот судир со турската војска паднале 36 четници, а војводата Сава Михајлов се самоубива со отров. На 1 март 1913 година во Петроград е објавен и издаден меморандумот за независноста на Македонија од страна на ополномоштените македонци. Тој меморандум е испратен до бугарскиот и рускиот министер за надворешни работи, амбасадорите на големите сили и објавен во европскиот печат. Беше тоа на 1 март 1921 година, кога е роден Благоја Коробин. Известно време работел во Прилеп, а потоа во Скопје како јазичен уредник во издавачкото предпријатие Култура и во Институтот за здравствено просветување на Социјалистичка република Македонија како раководител на одделот за печат. Бил долгогодишен претседател на Друштвото на литературните преведувачи на Македонија и на Сојузот на друштвата за македонски јазик на Македонија. Автор е на стручни и научни книги, голем број статии, сеќавања, прозни состави, 4 стихотворби и други прилози. Бил посебно активен во истражувањата на практиката на македонскиот јазик и повеќе децении ја уредувал рубриката Јазично катче на дневниот весник Нова Македонија. Бил долгогодишен уредник на списанието Македонски јазик и литературен збор. На 1 март 1929 година е родена Марија Мирчов Скаловска, истакната македонска оперска и концертна пејачка. Дебитира со улогата на Микаела во Кармен во 1950 година. На сцената на Македонскиот народен театар доаѓа на покана како солист на Новосадската опера. Во наредните 23 години Марија Мирчов Скаловска реализира 26 значајни партии од лирскиот и драмскиот фах. При крајот на својата кариера успешно се занимава со вокална педагогија.
Беше тоа на 1 март 1933 година, кога во Штип е роден Благоја Чешларов, долгогодишен работник на радио телевизија Скопје, истакнат музичар на македонската естрада, музички педагог, уметник, интерпретатор, кој со своите изведби и беше познато по широката јавност во земјата и во странство. Умре во Белград на 19 ноември 1985 година. На 1 март 1942 година е роден Сократ Мојсов во населеното место Сетина во Егејскиот дел на Македонија. Во дресот на Вардар настапува цели 12 сезони во периодот од 1959 до 1971 година. Сократ Мојсов исто така беше дел и од генерацијата која во сезоната 1960-61 го освои трофеот на националниот куп на Југославија. По завршувањето на кариерата како активен играч, Мојсов беше тренер на младите вардарови фудбалери кои под негово водство во 1975 година станаа југословенски шампиони во младинската категорија. Исто така беше дел од стручниот штаб како прв асистент и во сезоната 1983-84 кога младинците на Вардар триумфираа во финалето од младинскиот куп. Беше тоа на 1 март 1994 година, кога е роден Давид Бабунски, македонски фудбалер. Бабунски настапувал за екипата на Барселона Б, за која одиграл 16 надпревари во сезоната 2014-2015. Во јуни 2015 година, италијанскиот портал Tutto Mercato објавил дека Бабунски потпишал за Самдорија. Во февруари 2016 година, Бабунски станува член на фудбалскиот клуб Црвена звезда од Белград. На 1 март 1994 година, владата на Словачка донесе одлука за признавање на Македонија и за воспоставување на дипломатски односи на ниво на амбасади. Беше тоа на 1 март 1997 година, кога изгоре планинарскиот дом Дервен, еден од најстарите во Македонија. На 1 март 2016 година се отвори новиот објект во кој ќе работи доктор Жан Митрев со својот тим. 1 март е летник, македонски народен празник, поврзан со почетокот на пролета и враќањето на преселните птици.